Колеги советници, секретар на општина, раководители, медиуми, почитувани кумановци, ја отварам 63-та седница на Совет на општина Куманово, последна во овој состав на Совет на општина Куманово. Согласно деловникот, ја најпрво ја отварам расправата по записникот од 61-та седница на Совет на општина Куманово. Дали некој бара збор во врска со записникот? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 22 гласа за, усвоен е записникот од 61-та седница на Совет на општина Куманово. Ја отварам расправата и по записникот од 62-та седница на Совет на општина Куманово. Дали некој бара збор во врска со записникот? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме во однос на овој записник. Констатирам дека со 21 глас за, усвоен е записникот и од 62-та седница на Совет на општина Куманово. Колеги советници, за работа на седницата го предлагам дневниот ред, кој што беше усвоен на координација, беше разгледан и на комисии. Дали некој бара збор? Повели раководителка Лидија Ланг-Спасевска. Благодарам. Почитувана председателке, почитувани советници, почитувани представници на локална администрација, почитувани медиуми, денеска како прва точка е предлог одлука за комунален ред во општина Куманово. Истата ја подвлекувам од едноставна причина што се направени при изготвување технички пропусти од страна на стручните служби, така да на една од наредните седници истата ќе биде доставена. Благодарам. Благодарам, Лидија. Значи, новиот состав на Совет ќе се разгледа и усвои ова точка. Одиме со... Дали уште некој бара збор? Некој дополна измена на дневен ред? Предлагам тогаш усвојување на дневен ред со 2 точки. Поверете да се изјасниме. Констатирам дека со 19 за и 3 воздржани усвоен е дневниот ред по кој што ќе работиме денеска. Прва точка на дневен ред, колеги советници, е предлог одлука за определување на собирни места за поставување на садови за собирање и селектирање на отпад на подрачје на општина Куманово. Повели раководителка кратко образложување. Благодарам председателке. Значи, согласно закон за управување на отпад, должни сме да определиме собирни места за поставување на садови за селектиран отпад од страна на општина Куманово, односно со стручните служби и од Министерство за животна средина се предвидени 3 локации. Едната се наоѓа Карши пожарниот дом горе на влезот во градот, другата во Основно училиште Браќа Миладиновци и Крстеми Сирков и третата е во Основно училиште Кочо Рацин. Овие садови се всушност однесуваат на отпад кој што би требал при самото, кажига, деселектирање да биде одвоен. Значи, за текстилен отпад, електронски уреди, електронски батерии, стаклена амбалажа и друг вид отпад кој што не подлежи на собирање на ЈП чистота. Значи, овие контейнери ќе бидат празнети од страна на колективни постапувачи, фирми кои што имаат склучено договор за соработка со општина Куманово. Благодарам. Благодарам. Колеги советници, дали некој бара збор? Повелете ја, советник Андоновски.
Благодарам. Само едно прашање. Со оглед на тоа дека надворешни субјекти, надвор од јавното предпријатие за чистота ќе го собираат овој отпад, дали тие ги обезбедуваат садовите и дали тие садови се соодветни за отпадот кој што треба да се складира, така да се поставени да може да бидат јасно, да им биде јасно на граѓаните во кој сад како ќе и да бидат заштитени од можна злоупотреба. Благодарам. Благодарам на прашањето. Значи тоа се површини некаде околу 36 метри квадратни, каде што ќе бидат поставени специјализирани садови со јасна намена во секој сад што треба да се остава и тие по одреден временски период ќе бидат испразнети од страна на фирмите кои што управуваат со таков вид на отпад. Така да нема да има забуна кај граѓаните каде да го одложуваат прашање на текстил, дали е тоа електронски отпад, батерии и така натаму. Благодарам, раководителке. Поверете советници, дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не побара збор, одиме на гласање за втора точка, предлог одлука за определување на собирни места за поставување на садови за собирање и селектирање на отпад на подрачје на општина Куманово. Да се изјасниме. Констатирам дека со 17 гласа за, 1 против и 7 воздржани усвоена е предлог одлука за определување на собирни места за поставување на садови за собирање и селектирање на отпад на подрачје на општина Куманово. Колеги советници, предлагам 5 минути пауза. Колеги советници, продолжуваме со втора точка на дневен ред, предлог одлука за исправка на одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација на ГП-11 со намена Г1 тешка и загадувачка индустрија, катастарска општина Куманово, детален урбанистички план за дел од урбана единица индустрија, дел од урбан блок 82, плански опфат меѓу регионален пут Р2133, граница на урбан блок, граница на урбана единица улица 11 ноември, катастарска парцела 9941/2 и улица Индустријска, улица 2005-2004 и граница на градежен опфат општина Куманово, број 09-1417/21 од 29 јануари 2025 година со нас е овластен раководител на Оделение за спроведување на урбанистичка документација Ана Поповска. Ана, повели со објаснување. Благодарам. Причина за исправка на донесената одлука од јануари 25 година е непреклопување во Агенција на катастар на недвижности, односно добивање на негативно мислење при преклопување на поделбата при границата. Причина е затоа што не се поклопува границата помеѓу двете катастарски парцели со податоците од Агенција на катастар на недвижности. Затоа во консултација со Агенција на катастар на недвижности, границата помеѓу овие две катастарски парцели е усогласена со нивните податоци и цртежите, односно деталниот урбанистичкиот проект за препарцелација од јуни 24 година сега станува од јуни 25 година. Сега е извршено електронско преклопување на новата поделба помеѓу двете парцели на градежната парцела 1.1 од деталниот урбанистички план, со што е добиено позитивно мислење. Затоа се прави исправка и сега важи урбанистичкиот проект за препарцелација од јуни 25 година. Тоа е основната причина за исправка на донесената одлука. Благодарам. Областен раководител, повелете советници, дали некој бара збор? Повелете Андоновски.
Благодарам. Во објаснувањето од страна на секторот фалат некои работи кои што се многу значајни, за да може да се види како е дојдено до непоклопување на подлогите во изготвениот претходно план, односно проект и катастар. Што се променило во периодот од 24 до 25 година? Дали во 24 година имало поклопување на тие граници? Потоа, кој е предлагач, кој е, односно инвеститор на овој проект? Кој е предлагач да се воопшто прави таа препарцелација? Односно, каде точно е настаната грешката и кои се причините да дојде до таква работа, Советот да мора, за една одлука која што е од техничка природа, 2 пати да расправа, и тоа 1 година и повеќе, година и 4 месеци после носењето на одлуката. Ова го кажувам од аспект на тоа што Советот, барем последниве 2 мандата, најголемиот дел од членови на Советот се обидуваат да го потврдат значењето на овој орган. Може ли да замолам малку за... Благодарам, председателка. Упаѓањето од страна деконцентрира, човек не може да се доискаже. Многу е важно да тоа да го појасниме, за да можеме барем на наредниот состав на Совет, како актуелен состав на Совет, да укажеме дека со години наназад се бориме за тоа да се истакне позицијата на органот кој што ги носи одлуките. Постојано се наоѓаме во ситуација некои одлуки да се преправаат, поништуваат, дури и Уставен суд да поништува. Еве сега не знаеме кој е предлагач. Ве молам, објасните го тоа заради граѓаните и замолувам, без оглед на тоа кој ќе биде во наредниот состав на Совет, вие ќе останете како општинска администрација со почит да се однесувате кон овој орган. Навистина е навредувачки кога органот е доведен во ситуација да преодлучува за нешто што е завршено пред подолг временски период. Ве молам, почитувајте ги луѓето кои што ги избрале граѓаните и кои што треба да работат во интерес нивни. Благодарам. Благодарам. Поверете областен раководител. Вака, пред да се донесе одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелација, односно на поделба на градежната парцела 1,11 на 2 градежни парцели, извршено е преклопување во Агенција на катастар на недвижности, каде што ние сме добиле позитивно мислење, односно дека извештај дека е позитивно, дека се преклопуваат границите на поделбата помеѓу двете парцели. Кога ќе се донесе после одлуката, планот се праќа во Агенција на катастар на недвижности на финално преклопување, каде што се добива известување за констатирани недостатоци. Значи, грешката настанува во катастар, каде што нивна грешка е што не може да ги преклопи границите на катастарските парцели 1 и 2, за градежната парцела 1 и 2. Значи, планерот во консултација, основен пропуст во ствари на планерот и на Агенцијата на катастар на недвижности, каде што прво дава позитивно мислење, а потоа дава негативно мислење. И потоа планерот во консултација со Агенцијата извршува препарцелација, односно померување на границите помеѓу двете градежни парцели, за кои потоа врши го праќа на преклопување, мислење за преклопување и добива електронски запис
во кој Агенцијата на катастар на недвижности го потврдува исправноста на цртежот. Значи, предлагач за оваа измена е Агенција на катастар, пошто всушност тоа е нивна грешка, затоа што еднаш даваат позитивно мислење, а потоа за финално преклопување даваат негативно мислење. Иначе инвеститор на урбанистичкиот проект исти е како во првата одлука, односно ФЗЦ Куманово. Тој е инвеститор. Значи, причината е всушност во Агенција на катастар на недвижности за нивно дали неправилно работење, дали нов систем на работа и затоа што тие издаваат прво позитивно мислење за утврдена состојба, се донесува одлука, а потоа издаваат негативно мислење. И за да може планот да се применува, мораме да добиеме од нив позитивно мислење за преклопување на катастарските парцели и градежните парцели. Поверете реплика. Беше важно да се спомне дека предлагач на овој урбанистички проект е приватна фирма, која што има купено имот од општествено предпријатие, приватизирано, голема површина на земја, и дека сега се прави препарцелација. Таа препарцелација од една парцела се прави во две парцели и многу е важно како совет, затоа реков, во подготовка на тие документи, овие податоци да ги даваме, вие да ги давате како стручна служба на советниците кои што ги носат одлуките, за да можат тековно да ги следат движењата на собственост на определени имоти кои што се стекнати во некои чудни околности. Ние зборуваме за огромна парцела, огромна површина, чија што вредност повеќекратно ја надминува вкупната куповна цена на целокупниот објект. И тука, низ овие лавиринти, кои што се подготвуваат од предлагачите и во носењето на одлуките без соодветна контрола на стручните служби, ние како советници немаме никаква представа за тоа што се случува и што е исправно во одлучувањето. Едноставно се иде како на носење на техничка одлука. Толку ми е времето за реплика. Мислам дека ме разбравте и колегите ме разбраа што беше поентата на ова моја реплика и особено граѓаните. Едноставно со ваквите одлуки овозможуваме на луѓе енормно да се збогатуваат на грбот на сите граѓани на општина Куманово. Благодарам. Повелете дали уште некој бара збор? Видејќи никој не побара збор, ве молам да се изјасниме. Констатирам дека со 20 гласа за, 7 против и 3 воздржани усвоена е втората точка од дневниот ред. Колеги советници, со ова е затварам 63-та последната седница на Совет на општина Куманово во овој состав. Ви посакувам фер плей избори, локални избори и се надевам дека некој од нас ќе остане во следниот состав на Совет за да алармираме со некои работи што се случуваат на седниците на Советот. Ви благодарам.